Воја Неделковиќ за Блиц открил дали по смртта и погребот на Саша Поповиќ ке има измени во шоуто Звездите на Гранд. Продолжуваме да работиме, одложивме 2 сесии на снимање кога тој почина. По некој план и програма оваа сезона ќе ја завршиме со конкурентите што ги имаме. Се планираат некои работи за новата сезона. Има идеја да се создадат некои нови аудиции, нови правила. Кој ќе го води, кој ќе биде жирито, каде ќе биде, навистина не сум местото за таков одговор. Имаме идеја, добро го познаваме Саша, можеме приближно да направиме што би сакал. По мој предлог, победникот оваа година треба да го добие тој трофеј и да го носи неговото име, изјави Воја за Блиц. По 10 години брак, холивудската звезда, актерот Џорџ Клуни и неговата втора сопруга, адвокатката Амал Аламудин, повторно ги разгореа шпекулациите за брачни проблеми. Извори блиски на холивудската брачна двојка тврдат дека парот моментално е во пробен развод и одржува врска на далечина. Според информациите, нивните професионални ангажмани се одговорни за тензичната ситуација во врска со Клуни и Амал. Иако холивудската звезда во голема мера го намали бројот на улоги во филмската индустрија, 63 годишниот Клуни продолжува да ги развива своите актерски способности на Бродвеј, каде наскоро ќе ја прикаже премиерата на театарската адаптација на неговиот филм Добра вечер и среќа, што наводно доведе до отогјување од неговата 16 години помлада сопруга. Извор близок на парот за американските медиуми изјавил дека врската е затегната. Додека Амал е горда што Џорџ го остварил својот сон на Бродвеј, сепак не е било лесно толку долго да биде разделена од сопругот, а разделбата поради нередовното работно време создаде јас меѓу нив. Таа е навикната тој да оди неколку дена, но ова е дефинитивно тест за нивната врска, додал изворот. Инаку, Џорџ Клуни се сврши со британско-либанската адвокатка за човекови права Амал Аламудин во април 2014 година, а истата година разминеле свадбени завети во Венеција. Двојката има 7-годишни близнаци, ќерката Ела и синот Александар. Македонскиот долгометражен игран филм Лена и Владимир во режија на Игор Алексов ја освои наградата за најтрансформацијски филм на 31-тиот меѓународен филмски фестивал во Седона. Ова признание значи многу за целиот наш тим кој ги вложи своите срца и души во оживувањето на оваа приказна, велат од тимот кој работеше на овој проект. На фестивалот присуствуваше актерот Тони Наумовски, кој посетата на Седона ја опишува како просветлувачко искуство. Седона беше магична, фестивалот, луѓето, разговорите. Тоа беше навистина просветлувачки, рече Наумовски. Лена и Владимир е македонска фантастична драма во режија на Игор Алексов и сценарио на Александар Русјаков. Премиерата се случи на 19 октомври 2023 година. Филмот е современа антибајка за два лика исклучени од општеството. Владимир ја изгубил љубовта и се повлекува во самотија, а Лена е девојка од дом за сираци, силувана, малтретирана, никогаш не почувствувала љубов. Кога ќе им се вкрстат патиштата на чудовиштето и убавицата, животите им се свртуваат наопаку. Потопени во длабоката булка на своето минато, Лена и Владимир откриваат кревка, но издржлива врска што ги надминува нивните поединечни трагедии. Сместено на заднината на шумско светилиште, нивното патување на исцелување и искупление се развива додека тие се движат низ сложеноста на траумата, простувањето и преобразувачката моќ на љубовта. По повеќе од една година фанк шои повторно ќе настапат пред домашната публика. По успешната 2024 година, одбележена со повеќе од 20 концерти низ Балканот, бендот ја започнува новата концертна сезона токму во Скопје. На 12 април станица 26 ќе биде првата дестинација пред нивната нова турнеја, а момците ветуваат вечер исполнета со енергија, емоции и искрена музичка магија. После толку време со нетрпение ја очекуваме оваа средба. Време е да свириме дома во нашиот град со нашата публика.
Ова е првата станица пред да тргнеме на нова балканска авантура и сигурни сме дека ќе започнеме со вистинската атмосфера, порачуваат од Фанг Шуй.